Добар ден, почнува дневникот на Канал Пулс со содржини кои го отсликуваат животот на истокот денес, 7 јули. Еве ги темите на денот. Да не се чека последниот рок за аплицирање за мерката позната кај земјоделците како 50-50, која овозможува обнова на земјоделската механизација на пола цена. Општина Македонска Каменица избира изведувач на градежните работи за проширување и реконструкција на старото кино, кој ќе прерасне во дом на култура. Штипскиот музеј за едната година планира над 40 проекти за кои бара финансиска поддршка од Министерството за култура. Годинава реализирани се 21 проект. Улицата Страшо Пинџур во Берово ќе се асфалтира во должина од 550 метри со финансиски средства од околу 5 милиони денари од Светската банка и буџетот на Берово. Улицата ќе добие атмосферска канализација и нови тротоари. Ке се асфалтира улицата Страшо Пинџур во центарот на Берово, која е една од главните сообраќајници во градот. Градежните активности се во тек, а се работи на улицата во должина од 550 метри. Страшо Пинџур е една од најфреквентните во градот, заради тоа што во последните години направивме измена во режимот на сообраќај и нејзината руинираност не дозволуваше веќе безбедност на возачите, тоест на сите учесници во сообраќајот по истата, и за тоа направивме една побрза динамика за да се отпочне со реконструкција и рехабилитација на истата, и еве самите гледате дека работите отпочнаа, но морам да кажам дека тоа што го правиме треба да биде направено така да за воиднина не се доаѓа до повторно раскопување на истата. Во горниот дел таа се разгранува во два крака, едниот према ресторантот Ловен дом, другата оди десно со спој на улицата Маршал Тито. Улицата Страшо Пинџур, освен што ќе добие целосно нова асфалтна подлога, на истата ќе се решава и проблемот со атмосферската вода, со изградба на 3 попречни собирни решетки и тротоарна површина за пешаците. Сега сме и во позиција на отварање на каналот на атмосферска вода, кој исто така треба да биде исчистен, за да водата која еве овие години наназад течеше по улицата, сега атмосферската вода повторно биде спроведена во каналот, за да можеме непречено улицата да ја заштитиме од атмосферски води. Финансиската конструкција за целиот проект изнесува околу 5 милиони денари, од кои 2 милиони и 300 илјади се преку грант од Светска банка, а останатите се обезбедени од буџетот на општина Берово. Парите се обезбедени, мислам дека до првата половина на месец август улицата ќе биде направена, ќе биде пуштена во сообраќај. Таа и сега функционира, но со по големо внимание кон самите учесници, за да има непречено и работење на самите работници кои работат на истата. Во претходните 2 месеци во градот Берово беа асфалтирани улиците Даме Груев и Неретва, а во рамки на годишната програма за улици и патишта за 2015 година, општината има предвидено изградба на уште неколку улици и патишта, меѓу кои пробивањето на улицата 20 во населбата Ширината во Берово. Општина Штип продолжува со проектите за асфалтирање на градските улици. Со постигнување на пониска цена кај изведувачите на градежните зафати, на улиците се јавува можности за проширување на листата на сообраќајници кои ќе се обноват и асфалтираат. Во план е асфалтирање на дел од улицата Рибник, Борис Крајгер и улица Ангелсова. Овде влегуваат и обнова на дел од улиците во Долна Железничка, пат од Гробиштата до Новакова Чешма, дел од 8 април, Кирчо Димитров, Пустец, Драмска, Зрново и дел од улица Серска. По асфалтирањето на улиците Тодор Коларов и Широк дол останува работа на улиците Лисец, 11 Конгрес, Лески, крак од Радански пат и крак од улица Пиринска до спој со улица Карл Маркс кај локација Дуиле.
потек е конзервацијата на бедемот на еден од најрепрезентативните археолошки локалитети во Македонија, Баргала кај Штип. Екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип интензивно работат на конзервација на североисточен бедем, ново и значаен археолошки локалитет. На археолошкиот локалитет Баргала кај Штип моментално се работи на конзервација на 210 метарскиот североисточен бедем. Стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип интензивно работат на негова санација. Моментално работиме на фугирање. Фугирањето е процес после конзервацијата на или дозидувањето на бедемо кој бил срушен, сега е дозидан до средниот влез на локалитетот Баргала. Дозидувањето е завршено, сега не остануваше фугирањето и за оваа година е толку. Колку време е предвидено да се работи на? Поработиме веќе месец и пол до сега. Значи веќе завршувам. Да, тај е поголемиот дел завршен, делот кој што беше планиран за оваа година веќе е при крај. Третата фаза од конзервацијата заврши минатата година, а беа конзервирани и реставрирани неколку важни наоди, меѓу кои печка за стакло и метал. Патот кој води кон локалитетот Баргала е целосно асфалтиран и осветлен, што е придност да се посети и во вечерните часови. Штипскиот музеј до Министерството за култура за идната година има аплицирано за 42 проекти во делот на заштитата, музеологијата, ликовната дејност, издавачката и меѓународната соработка. Во делот на музеологија најзначајни ќе бидат истражувањата на локалитетите во районите на општина Радовиш, на општина Конче, на општина Зрновци, односно Моровдис и секако на археолошкиот локалитет Баргала. Во делот на заштитата продолжува конзервацијата на североисточниот бедем, а во делот на публикувањето ќе се направат напори да се објават повеќе публикации од делот на етнологијата, историјата на уметноста, историјата и етнологијата. За реализација на сите проекти потребни се околу 10 до 12 милиони динари, кои треба да ја одобри Министерството за култура. Минатата година Националната установа Завод за заштита на спомениците на култура и музеј Штип изработи 21 проект за кои се потрошени околу 10 милиони динари. Објектот на старото кино во Македонска Каменица наскоро ќе се прошири и реновира, со што ќе прерасне во дом на култура. Почна изборот на градежна фирма која ќе го реновира овој објект. Средствата за овој зафат се од Министерството за финансии. За краток временски период општина Македонска Каменица ќе започне со реализација на уште еден значаен проект за потребите на граѓаните. Имено ќе се реконструира зградата на старото кино со проширување во дом на култура. Градоначалникот доктор Дарко Митевски изјави дека веќе се почнати тендерските постапки за избор на градежна фирма која ќе ја реновира киносалата во Каменица. Значи тој проект веќе е во фаза на тендерирање. Во саботата во дневните вестници веќе излезе појава, односно јавен повик тендер за пријавување на економски оператори кои што ќе учествуваат во реконструкцијата и проширувањето на културниот дом. Финансиските средства се обезбедени преку Министерството за финансии од проектот за подобрување на општинските услуги. По отварањето на понудите и исклучувањето на договор кој што очекуваме дека ќе биде за краток временски период, ќе можеме градежната фирма да ја воведеме во градежни активности. Тоа значи дека општина Македонска Каменица во централното градско подрачје ќе добие културен објект кој што ќе биде во функција на граѓаните, вели градоначалникот Митевски, а кој што секако ќе го подобри нивниот културен живот. Македонска Каменица домот на културата ќе го гради со средства од Светска банка, а во изминатиот период општината доби нов покриен градски пазар, плоштад, капела, но и многу асфалтирани улици во градот и руралните средини. Во Кочани денес почна да се реализира програмата за социјална заштита наменета за семејства во социјален ризик кои имаат новороденчиња. Првите бебешки пакети за овие семејства денес ги додели градоначалникот на Кочани. Општина Кочани започна со доделување на пакети за новороденчиња од социјално загрозени семејства. Денес градоначалникот Рачко Димитровски ги додели трите одлуки на првите корисници на еднократната помош за новороденчињата. Доделени се трите решенија за доделување на стоки во вредност од 2000 денари за новороденче за 3 наши семејства од општината Кочани
и ова е новина со која што се стимулираат социјалните случаи, социјално загрозените наши сограѓани, за да им се помогне колку толку со еден износ за отпочнување на новото нивно семејство. Исто така, денеска го промовираме и другиот пакет, а тоа е доделување на еднократна парична помош во висина од 30.000 денари за нашите сограѓани кои што склучуваат брак се на возраст над 40 години. Едноставни се условите, треба да бидат жители на општината Кочани и да едниот од брачните другари биде постар од 40 години. За сега немаме пријавено ниту еден наш сограѓанин, меѓутоа дека после ова нашите сограѓани ќе се јават и ќе ја користат ова парична социјална помош. Корисниците на ваквата помош што обезбедува општината изразија особена благодарност до градоначалникот Димитровски. Фала на градоначалникот што ни помогнува. Имаме 2 деца, имаме едно машко и едно женско. За понатаму до сега доволно е. Помошта е предвидена со програмата за социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани за 2015 година. Деталите и начинот за доделување се дефинирани со правилник донесен од градоначалникот на општината. Според програмата на Штипското културно лето, вчера во Дом на млади театарска представа Снег во јуни има учениците од основното училиште Гоце Делчев. Представата е дел од владиниот проект за популаризација на театарот кај помладата публика. ШКЛ продолжува во среда со промоција на стихозбирка на младата поетеса Анастасија Петрова. Со представата Снег во јуни, дел од учениците на Општинското основно училиште Гоце Делчев беа дел од Штипско културно лето 2015-та. Представата беше доста забавна, затоа исто и сите проби беа со неминувани шега и лесно. За кратко време пробував. Представата не беше воопшто тешка. Се подготвувавме ефективно од второто полугодие. Со оваа представа настапивме и на ДАФ фестивалот. Со тоа што Општинското основно училиште Гоце Делчев е мултиетничко училиште, представата Снег во јуни е реализирана така што содржи порака која се однесува токму на различноста која сепак ги обединува децата. Ние сме ученици од различни националности, од различни возрасти. Преку различноста на месеците покажавме дека ниедно дете не е исто, дека секое дете е различно, дека секое дете има свои доблести и свои мани, но дека на крај сите се заедно и дека децата не можат едни без други. Како благодарност за успешно реализираната представа, директорката на Општинското основно училиште Гоце Делчев Елена Ташкова на сите учесници им подари бесплатни влезници за градскиот базен кои ќе можат да ги искористат во текот на 3 последователни дена. Влезниците се обезбедени благодарение на собствениците на Штипскиот градски базен. Представата е дел од проектот популаризација на театарот, во кој освен со Снег во јуни, Општинското основно училиште Гоце Делчев е вклучено и со представата Бајка од паркот, а освен Општинското основно училиште Гоце Делчев, представа подготвија и учениците од Општинското основно училиште Славејко Арсов, кои исто така во Дом на млади во петокот се представија со комедијата и девојчињата играат фудбал. Идејата е училиштата, односно децата од најмала возраст да го воспостават тој линк, контакт со театарот преку организирање или правење на представи во кои што главната асистенција и помош ќе ја имаат од професионални кадри од Народниот театар. Во представата учествуваат 17 ученици од предметна настава од 6 до 9 одделение, вклучувајќи го тука и подрачното училиште во населба 3 Чешми. На овој проект интензивно се работело во текот на изминатите 6 месеци со помош на режисерот Никола Ристов. Проектот ќе финишира некаде во септември или октомври, кога најдобрите представи, јас се надевам дека една или двете представи од нашите основни училишта ќе бидат во Скопје на онаа централна или главна манифестација кога ќе го заокружиме проектот и истите представи ќе се играат на сцените на Народниот театар во Скопје. Земјотрес со јачина од 6,2 степени според Рихтеровата скала го погоди североисточниот брег на Јапонија. За сега нема информации за жртви или материјална штета, но издадена е тревога за опасност од цунами. Епицентарот на потресот е на длабочина од 20 км од островот Хокаидо. Швајцарскиот велосипедист Фабио Кончелара поради повреда на грбот се повлече од годинешното издание на Тур де Франс.
Канчелара беше еден од 20 велосипедисти кои учествуваа во тешкиот судар во третата етапа, а по инцидентот тој завршил со повреда на грбот. Оваа повреда е идентична со онаа која ја имаше во март месец годинава, но сега ги повредил третиот и четвртиот пршлен, за разлика од претходниот пат кога имаше проблеми со вториот и третиот пршлен. Полициската управа на Хрватска се уште нема сознание за исчезнатите Ивана Фогадик и нејзиниот 6-годишен син Патрик. Откако мајката ноќта во неделата кон понеделникот напишала загрижувачки статус на Facebook, им се губи трагата. Полицијата заедно со Хрватска горска служба за спасување вчера до 19 часот го пребарувале подрачјето каде последен пат бил забележан сигналот на мобилниот телефон на 29 годишната Ивана. Фудбалскиот клуб Брегалница интензивно се подготвува за новата сезона. Најверојатно, како што изјави Владко Костов, тренер на Брегалница, клубот нема да замине на подготовки надвор од стадионот, а се планира до почетокот на новата сезона да се одиграт контролни надпревари. Се подготвуваме овде од 25-ти, значи првите неколку дена имавме по еден тренинг, првите 3-4 дена и реализиравме лекарски прегледи за сите играчи. Веќе ние работиме по 2 пати дневно. Сите играчи се максимално ангажирани, значи претпладне наизменично работиме на терен и во теретана, а попладне работиме овде на теренот. Сите играчи се на заеднички ручек, значи максимално озбилна припрема. Ни останува до крајот, ние најверојатно нема да заминеме на подготовки надвор од Штип, ќе останеме овде, сакаме да одиграме повеќе контролни надпревари, да искористиме овој терен што го имаме за сега, иако можеби се јавува негова реконструкција, меѓутоа ваков убав терен мислам дека во последните година не сме имали и мислам дека треба да го искористиме максимално за подготовка. Според Фудбалската федерација на Македонија, почетокот на новата сезона е на 9 август. Ова е се што подготвивме во првото издание на Дневникот. Се гледаме во 20 часот со нови информации од истокот. До тогаш пријатно попладне.